Почитувани работници, Сојузот на синдикатите на Македонија, како што најавивме, го започнува третиот дел од втората фаза со блокада на владата. Владата утре во 11 часот ќе биде блокирана од точно 21 човек. Зошто 21 човек? Затоа што согласно закон, тоа е законскиот минимум за да ја блокираме некоја институција или некоја сообраќајница. 21 човек затоа што некој кажа дека ќе ги заокружуваат луѓето кои протестираат, дека ќе ги оцрнуваат луѓето кои што ќе протестираат и дека на таков начин сакаат да упатат порака до секој еден кој смета дека треба да излезе на улица и да даде поддршка на работниците, односно да се поддржи самиот себе во борбата за зголемување на платите. Последната од блокадите пред владата е токму поради тоа што владата, заедно со газдите, не се договорија до 31.12. за зголемување на минималната плата и за зголемување на останатите работнички плати. Владата ги остави работниците на минимална плата да се договараат со газдите за зголемување на минималната плата, а кога синдикатите и работодавачите минатата година се договорија за зголемување на сите плати за најмалку 6.000 денари и за таков начин владата да даде собствен придонес преку ослободување од плаќањето на придонесите за задолжително социјално осигурување, денеска, поради самовендисаноста на поединци во владата, го чини државниот буџет или државната каса најмалку 10.000 евра месечно или 10 милиони евра месечно или најмалку 120 милиони евра годишно. Тоа мислам дека треба да ги загрижи сите, а пред се Министерството за финансии, затоа што работодавачите беа подготвени да ги зголемат платите за најмалку 6.000 денари и побара одреден временски период да не ги плаќаат придонесите за задолжително социјално осигурување кои беа во висина од 3.000 денари или 50 евра од работник. Последната блокада пред владата е токму поради тоа што оваа влада ги блокира работничките плати долг временски период за кој само вредноста на синдикалната минимална кошница е зголемена за 9.250 денари или едно 4-члено семејно домаќинство е посиромашно за 9.250 денари. Падна и последниот аргумент на владините представници кои заедно со газдите го зборуваа континуирано овој период, а тоа е дека македонските работници не биле продуктивни, македонските работници се премногу продуктивни за платите кои ги примаат или само 17% од она што го создаваат како капитал на работодавачите се слева во платите на работниците или како пример 24.000 денари 379 изнесува минималната плата месечно за еден работник, а 290.000 денари е продуктивноста која му ја ствара работникот на работодавачот. Сметаме дека после утрешната блокада ќе наидеме на разбирање од страна и на газдите и на работодавачите, затоа што видоа дека и покрај сите закани и покрај сите притисоци не се откажуваме и нема да се откажеме се дека не ја зголемат минималната плата и не ги зголемат останатите плати. Се гледаме во 11 часот утре пред влада. Што да го повторно нема да говори? Се ближи март, очигледно си да анализирате и чекаат да тоа законско согласување. Видоа дека сме сериозни во намерите да се бориме, а да не им се молиме. Тоа што веќе го најавивме е пред одлука сме на донесување генерален штрајк и во јавниот и во приватниот сектор. Се разбира дека подписите кои ќе ги собираме затоа што се глуви за иницијативата на Сојузот на синдикати на Македонија за намалување на функционерските плати, како и за зголемување на минималната плата, се прават пратениците во собранието глуви. Барањето од работниците и размислувањето на дел од синдикатите да се организира уште еден голем работнички протест. Дојдовме 12.000 луѓе на 28 јануари на улица, се исплашија. Излеговме по 21 човек, уште повеќе се исплашија. И уште повеќе почнаа да не напаѓаат. Веројатно следниот период ќе излеземе 20.000 работници на улица и многу повеќе од тоа и не знам тогаш што ќе прават. Колку е веројатно дека на генерален штрајк искочат работниците во приватници? Сите работници бараат од Сојузот на синдикатите на Македонија да повика и да поведе генерален штрајк онака како што нивните колеги ги прават и излегуваат и ги поддржуваат синдикатите во Грција, во Белгија, во Франција и во сите други западноевропски држави. ССМ ќе донесе одлука за организирање на генерален штрајк. Со таа одлука секој еден вработен и во јавниот и во приватниот сектор ќе биде заштитен. Генералниот штрајк според размислувањата треба да трае 24 часа. За време на генералниот штрајк нема да се извршуваат работните задачи и за време на генералниот штрајк ќе треба да ни се придружат во часот и во времето во кое ние ќе го определиме на улица.
Секој работник сам бира дали ќе протестира и дали ќе штрајкува или нема. Доколку работниците сметаат или дел од работниците се заплашени, видоа дека лично јас како претседател на ССМ не се плашам, видоа дека огромен број на нивни колеги исто така не се плашат и сметам дека треба да застанат рамо до рамо затоа што на маса не слушаат. Од улица не слушаат и како видовме за овие 20 на ден. Генералниот штрајк ќе биде само во Скопје или во... Генерален штрајк ќе биде донесен на територија на цела држава. Сите работници во приватниот сектор ќе имаат право тој ден да дојдат на работа да не извршуваат работни задачи. Сите работници ќе имаат право тој ден да ни се придружат на протестот кој ќе го организираме во рамките на генералниот штрајк. Колку повеќе ќе дојдат и се поддржат сами себе работниците, толку повеќе ќе добијат, затоа што гледаат дека доколку не се поддржуваат работниците, навистина представниците на власта, не само оваа и сите претходни, представниците на работодавачите, не само овие и тие што биле пред нив, не гледаат дека на работниците им треба плата. Пораката која испраќаат работниците со стравот и со неизлегувањето на улица и недавањето на поддршка на борбата за зголемување на платите, значи порака кон овие другите дека се задоволни од платите, дека се исплашени и дека ќе ја слушаат повеќе политиката отколку ќе се борат за платата. Зборам за протест, ќе има само во Скопје на Источната улица? Генералниот штрајк ќе биде во сите градови. Сите ќе имаат можност да излезат да протестираат во сите градови, во своите градови. Големиот работнички протест кој бараат од нас работниците да го организираме уште еднаш, да биде во неработен ден, во сабота или во недела, да биде соорганизиран превоз затоа што голем дел на работниците ни упатија пораки дека не можат самостојно да дојдат, но видовме дека 12.000 луѓе само иницијативно, самостојно, без организирање на превоз, без давање на сендвичи како што тоа го прават политичките партии, излегува на улица за достоинствени плати, за достоинствени услови на работа и мислиме дека наредниот пат кога ќе организираме превоз за работниците, за сите оние работници кои од другите градови не можат да пристигнат на сопствен трошок во Скопје, тогаш бројот ќе биде далеку поголем. За следните чекори ќе одлучуваме во текот на утрешниот ден или пред одржувањето на седницата на владата или после одржувањето на седницата на владата. Тоа што е утре символично со 21 човек блокирање на владините представници, а ги страф од тоа е тоа што имаат веднаш потоа седница на владата на која владата може да донесе одлука за зголемување на работничките плати, за прифаќање на предлогот на работниците за зголемување на минималната плата и за ослободување од плаќањето на придонесите за задолжително социјално осигурување за работодавачите да можат да го понесат товарот. Продуктивноста за која владата ни зборуваше и која беше најголемиот изговор за да не се зголемат работничките плати, затоа што ако се зголемеле платите не биле продуктивни работниците и немало на таков начин да се зачуваат бизнисите, покажа огромна разлика. 17% од тоа што им го ствараме на месечно ниво доаѓа за нашите плати. Разликата може да замислите како.